А сега ќе повикам да отвориме во 8 глава од посланието до римјаните, каде што ќе прочитаме некои стихови, многу битни стихови, Римјаните 8 глава, и таа глава не може толку бргу да се напушти. Всушност не ни може да се премине на темата од 9 глава, што денес се проучуваше на библиската полка, ако не се прочитаат овие зборови од 8 глава. Кои се тие зборови? Кои зборови од 8 глава на Римјаните имаат врска со Господовиот избор, избраноста? А тоа е темата за која што станува збор и апостол Павле ја развива од 9 до 11 глава. На 14 октомври кажав дека на почетокот на проучувањето на ова послание и на оваа библиска полука, според еден автор, протестантски автор од 19. век, апостол Павле го напишал посланието до римјаните за да одговори на 3 важни прашања. Прашања што најверојатно ги поставувале евреите и јудаистите, фарисеите внатре во црквата во негово време. Кои се тие прашања? Првото прашање беше: ако повеќе не сме под законот, како што учи Евангелието, тогаш на кој начин ќе се спасиме? Како ќе се спасиме? Како ќе бидеме оправдани и спасени без законот? Тоа бил првиот предизвик што го поставувале евреите, рабините тогашни, па и оние христијани, обрезаните внатре во црквата, кои што биле склони кон еврејскиот легализам. Павле многу јасно го одговорил ова прашање и во Галатјаните, и во Римјаните. Кој е второто прашање? Второто прашање, заради кое апостол Павле го напишал посланието до Римјаните и на кое што сакал да одговори, е: ако повеќе не сме под законот, тогаш на кој начин ќе бидеме посветени, на кој начин ќе се постигне светост, дали може да се биде свет без законот? Значи, ако може да се биде оправдан со вера, како ќе биде сега посветен? Дали посветен? Да бидеш посветен, значи дека мора да бидеш посветен само со дела. Дали воопшто се посветуваме со дела? Се оправдуваме со вера, не со дела, дали се посветуваме со дела? У протестантскиот свет постои мислење дека посветувањето значи дела. Посветувањето значи да го држиш законот и така натаму, и заради тоа, бидејќи посветувањето го сметаат како држање на законот, послушноста тука ја ставаат на страната на делата, како што рековме погрешно, бидејќи послушноста е исто што и верата. Затоа еднаш зборував порано. И затоа мислат или имаат впечаток дека посветувањето е нешто што има врска со делата, нешто што има врска со законот. Всушност законот е само огледало кој што покажува каков сум. Но ниту оправдувањето, ниту посветувањето не се од делата. И едното и другото е со вера. Да не должам повеќе на оваа тема.
И доаѓаме до третото прашање. Кој е третото прашање заради кое апостол Павле го напишал посланието до римјаните? Тоа е моето најумилено прашање или најумилената тема од сите овие три. Кој е третото прашање? Кој е третиот предизвик што го поставувале евреите уште во првиот век, а веројатно може би до ден денес? Како? Да, значи, ја би го изразил тоа. Ако Евангелието е радостна вест за спасение на колку луѓе? На сите. Оправданието за живот дојде на сите луѓе. Господ целиот свет го помири со себе преку Христовата смрт. И Исус ги испрати своите ученици на кому да му проповедаат? На целиот свет и дори вели на секое создание. Апостол Павле пише во Колосијаните дека Евангелието беше проповедано на секое создание под небото. Да не редиме, еве се цитира и се цитира стихот од Тит 2.11 во лекцијата што денес ја проучувавме. Дека Божјата благодат се откри за спасение на сите луѓе. На Тимотеј му вели на друго место: Исус Христос е спасител на сите луѓе, посебно на оние што веруваат. Сето тоа се мисли кои што стихови, цитати кои што Одборот за проучување на пораката од Минеаполис 1888 година ги нагласува, за да покаже дека Евангелието е универзално. И сега, ако е така, ако Евангелието е универзално, ако Христос умрел за сите, ако Господ сака сите да се спасат и сите ги повикува кон спасение, тогаш што станува, што се случува со избраноста на Израел? Навидум Евангелието, универзалното Евангелие за спасение на сите луѓе, како да се противи на онаа тема која што на евреите им била многу одмилена исто така. Избраноста на Израел. И евреите во првиот век најмногу му се лутеле на Павле заради тоа. Да, го клеветеле дека овој го руши законот, овој зборува против законот и против образованието, иако го образал Тимотеј, вида. Павле како се бранил на Синедрионот, јас, браќа, ништо од сето она, значи, сите татковски, не само законот, туку и ги споменува татковските обичаи, ништо од сето тоа не сум се огрешил. Павле се брани дека во ништо не се огрешил, што се однесува до законот и до еврејските обичаи. Иако бил клеветен дека ги руши. Самиот факт што го обрезува Тимотеј покажува дека сака да го запази, да ја запази и тој секоја правда, да ја исполни. Да се запази законот кога станува збор за еврејско дете. Да, се противи на образованието на другите народи. Христијани што не се од еврејско потекло. Тие не треба да бидат обрежени. Меѓутоа, кога се работи за еврејските христијани, ниту апостолскиот собор, ниту апостол Павле зборувале нешто против нивното обрезување или продолжување на еврејските обичаи во нивниот живот. Дали Евангелието се противи на избраноста на Израел? Што се случува со избраноста на Израел? После крстот, после Евангелието, дали тоа веќе престанува да биде тема? Апостол Павле дава еден брилијантен одговор и на ова прашање, се разбира, откако самиот долго време го проучувал, може би уште тогаш во арапската пустина, тие први 3 години после своето обраќање. Па да отвориме конечно, после овој вовед што го дадов, во Римјаните 8 глава. Кои стихови сакаме да ги прочитаме тоа?
29 стих, точно, и 30 стих. 29 и 30 стих од 8 глава. Јас би почнал и од 28-иот, бидејќи тој тука може да се вклопи. Значи, Римјаните 8 глава, од 28-иот па до 30 стих. Што читаме? А знаеме дека на оние што го љубат Бога и се повикани по Негова волја, заради ова повикани, го читам 28-иот, се им содействува за добро, вели овој превод. Стариот превод, мислам, велеше се им врви на добро. Или Константинов тоа го вели, не знам како беше. Содействува добро. Значи, стариот православен превод велеше се им врви на добро. Се им оди на добро, некои други преводи. Кому се му оди на добро? Дури ако ви се случуваат наведум трагедии, лоши работи, Господ може да ги сврти на добро и тие. Се што се случува, се им оди на добро. Кому сето тоа му се случува? На оние што го љубат Бога и се повикани по Неговата волја. Ова што дека го љубат Бога, тоа лесно да го разбереме. На оние што се повикани по Неговата волја. 29 стих продолжува и вели: зашто оние кои однапред ги позна, се мисли Господ, оние кои Господ однапред ги позна, што? Нив и ги предопредели. Ова е тој интересен глагол, од кој што настанува целата августиновска и калвинистичка теологија. И самиот Лутер на почеток бил верувал во предестинацијата, а иако лутеранската црква ја отфрлила предестинацијата, благодарение на Лутеровиот соработник Меланхтон. Значи, Меланхтон ја отфрлил предестинацијата, а самиот Лутер исто така верувал во предестинацијата, иако денешна лутеранска црква тоа не го верува. Но голем број протестанти се уште го веруваат. Калвинистите своевремено, има и ден денес многу теолози кои што веруваат во предестинацијата. Господ, вели Павле, тука ги предопределил да бидат сообразни со ликот на неговиот син, та тој да биде првороден меѓу многуте браќа. А оние што ги предопредели, што? Тие и ги повика. Ете сега интересна мисла. Значи не ги повикал сите. Или сите ги повикал. Дали Господ сите ги повикал? Според овие зборови. 28 стих што го читавме вели: а знаеме дека на оние што им оди се на добро или се им содействува на добро, оние што го љубат Бога и се повикани по Неговата волја. Значи не се сите повикани, според ова. Оние што ги предопредели, 30 стих, тие и ги повика. А оние кои што ги повика, што? Тие и ги оправда. А оние пак кои што ги оправда, тие и ги прослави. Може ли ова да се однесува на сите луѓе? Не може. Може ли да се однесува на сите верници? Никако не се сите прославени. Ајде, да застанеше кај оправда, може би ке речевме се уште дека се сите. Може да се однесува на сите, бидејќи во известен смисол, иако тоа само Джон Си Вагонер го кажа,
и поголемиот дел од адвентисти се уште не го прифаќа, камоли протестанти. Дека оправданието за живот дојде на сите луѓе. Господ го откупи целиот свет со својата смрт. Но не застана кај оправда, туку нив и ги прослави. Па сега што правиме? Не се сите прославени. Оние кои што ги предопредали, нив ги повика. Не се сите повикани. Туку само предопределените. Оние па кои што ги повика, нив ги оправда. Штом ги повикал, ги оправдал. Штом ги оправдал, и нив и ги прославил. Како да ги разбереме овие стихови? Овие стихови се почеток на една славна тема. Ова е само никулец или само семе, кое што ќе продолжи да го развива во 9-та и 10-та глава и ќе кулминира во најубавата глава според мене и за мене, ќе ми простите, од ова послание, тоа е 11-та глава од Римјаните. Борче затоа и ме стави на поука следната сабота, кога е 11-та глава за проучување. Како што ме стави прв пат за 5-та глава. Знаејќи што ми се допаѓа најмногу во Римјаните. Кои теми. Но следната сабота јас само ќе прашувам, а ќе зборувам пак навечер. Значи, за време на поуката следната сабота јас само ќе прашувам, а ќе зборувам навечер. Всушност, оваа тема, темата за господовиот избор, па ако сакате и предопределеност, како што гласи македонската именка, е тема за која што ќе зборувам, планирам да зборувам ако даде Господ живот и здравие до крајот на годинава, значи сите овие наредни саботи. Бидејќи тоа е последната голема тема за која што зборува овој апостол, која што и не му била омилена, нисто чудно, бидејќи на филипјаните им напишал дека тој самиот се чувствува како евреј над евреите. Проучував во 9-та глава и не само во 9-та, на неколку места во своите посланија апостол Павле ја изразува својата голема тага, својата голема жал. Зашто? За духовната состојба на неговиот народ, на Израел, за слепотијата, како што ја нарекува во 11 глава, слепотијата на евреите. И денес ја слушам сестра Перса како вели дека Стефани води големи теолошки расправи со израелците. Со другарка и незиното семејство, веројатно. Значи, до ден денес се слепи. Слепи евреите, слепи муслиманите и што сакате освен крвопролевање и војна. Во градот наречен градот на мирот. Што сакате? Кога не е Христос во срцата, што друго може да постои освен немир? Омраза. И тоа до степен на крвопролевање, бидејќи едните и другите се тешки фанатици. Поголеми фанатици од евреите, а на второ место муслиманите светот не видел, освен можеби ајде да застанам тука. Колку биле фанатици евреите во времето на Павле, зборува самиот податок што толку го мразеле Павле,
што отпаднал од јудаизмот, па изборува против законот, па дури и грци внесол во храмот и го опоганил тоа свето место. Иако тоа се клевета, тоа не е точно. Толку многу го мразеле, што му спремиле стапица, убиство од заседа. Какво убиство? Се сеќавате во делата што станува збор таму? Внукот на Павле од сестра го известува дека на Павле му се спрема стапица. Евреите лицемерно бараат од Фист да го ослободи Павле, да го ослободи го. Ајде, повеќе немаме ништо против него, ајде ослободи го. Или Павле, кога ќе биде слободен, се заветувале, замислите. Значи, ова е религиозен фанатизам. Се заветувале. Значи, што се заветувале? Не рекле, како што ние знаеме да речеме, се заколнале. Се заветувале. Значи, му ветиле на Бога. Се заветувале. Склопиле, значи, пред Бога се заветувале дека нема да јадат и нема да пијат се додека не го убијат Павле. Бидејќи Павле жив и здрав дошол до Рим и покрај бродолом и го поминал и патот од Ерусалим до Цезареја за да се качи воопшто на брод. И јас се прашувам што се случило со тие евреи, со нивниот завет. Дали умреле од глад? Не знам. Ама тешко нив па ако не го одржале заветот, бидејќи што пишува во законот, заветите, се што ќе му заветуваш на Господа, се што ќе ветиш пред Господа, да се одржи. Тешко на оној кој што нема да ги одржи своите завети пред Господа. Што се случило со тие евреи, не знам. Ако биле до толку фанатици и до толку ревнувале за законот, веројатно умреле од глад. А дали биле до толку верни, не знам. Но толку била голема омразата кон Христа и омразата кон Павле и омразата кон христијаните воопшто. Во првиот век најголемите прогонства христијаните, младата црква ги трпела од евреите. Дори потоа доаѓа прогонството од паганите, од римјаните конкретно, почнувајќи со Нерон, па Домицијан, па Трајан и натаму се до Диоклецијан и Константин. 2 века на тешки, повеќе од 2 века на тешки прогонства. Но на почеток, сето непријателство кон црквата, сето непријателство кон Христа и Евангелието и кон неговите следбеници доаѓале само од евреите. Како да ги разберем овие Павлови зборови? Кои се тие што Господ однапред ги позна, па ги предопределил да бидат, зашто ги предопределил како прво? Да бидат сообразни со ликот на неговиот син. Значи, ова звучи посветување. Звучи како посветување, нели? Да бидат сообразни со ликот на неговиот син. Та тој да биде првороден меѓу многуте браќа. Па тие што ги предопределил, тие ги повикал. Па нив и ги оправдал, па нив и ги прославил. Кои се тие? Тоа се избраните. Што значи тоа избраните? Тоа е елитата. Зашто избрани? Зашто предопределени? Да бидат сообразни со ликот на неговиот син.
Дали Господ определил однапред кој ќе се спаси поединечно, а кој ќе биде изгубен? Дали овие зборови тоа значат? Дали постои друг начин да се толкуваат овие зборови? Или нема многу простор за мрдање? Така е како што пишува. Со овие зборови апостол Павле ја почнува својата тема за избраноста на Израел, која што кулминира дури во 11 глава. И затоа малку повнимателно ќе ја проучиме оваа тема, бидејќи има врска со последното време. Да немаше врска со последното време, немаше да биде интересно. Ама има врска и тоа голема врска со последното време. И затоа е интересна, и затоа секогаш е интересно што се случува таму во Ерусалим. И допрва ќе станува се поинтересно и поинтересно, затоа што сите збеснати во светот, начело со сатанистите од Њујорк, од Обединетите нации, сите збеснати во светот се тепаат за Ерусалим. Што му е толку важен Ерусалим и на зверот, и на антихристот, и на евреите, и на муслиманите, и на Обединетите нации? Знаете каков бил првобитниот статус на Ерусалим со повелбата на Обединетите нации 47 година за создавање на две држави, и палестинска и израелска држава? Па арапите незадоволни од таа одлука веднаш почнаа војна, за да нема никаква израелска држава. Ерусалим, според Обединетите нации, што бил Ерусалим? И зашто бил до 67 година де факто поделен град, значи граница помеѓу две држави минува низ градот. Пример, Чаир спаѓа во друга држава, а овдека, например, Карпоше спаѓа во друга држава. Според Обединетите нации, Ерусалим, значи, требало да има израелска држава, требало да има палестинска држава, а Ерусалим да биде што? Да биде, под меѓународен протекторат. Зошто? Затоа што се тепаат едните и другите за Ерусалим, па да не им го дадеме ни на едните ни на другите? Не, затоа што антихристот го сака Ерусалим. Затоа што Ерусалим одамна сакаат да стане главниот град, престолнината на единствената светска влада, на новиот светски поредок. И заради таа бесна амбиција се лее и ќе се лее, за жал, многу крв во деновите што предстојат. Ќе продолжиме со оваа тема следната сабота. Верувам дека ќе ви биде интересна и вам. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.